Обедовите Артемовски Вичо и Пери Стојановски Кирил. Веќе и минатата година кажав дел од организациониот одбор на ова манифестација. Ова манифестација ја озомнили градоначалникот Пецаков и си направивме на убава локална спортска манифестација, затоа јас на делот борбав и по Охридски. Ова година комисијата е во состав Перо Георгиевски председател, Степан Ставрев, Најден Бошелевски, Горан Момировски, Јоне Станковски, Ванчо Јовановски и Горан Медески како членов. Не можам да кажам дека имаме многу тешка и многу лесна работа. Имаме 24 апликации, толку е спортот. Од година во година мислам дека тие апликации ќе бидат све повеќе и повеќе. Работиме честно, поштено, без ниедна грешка, ве убедува. За спортот оди напред. Имаме талентирани деца според резултатите кои ги гледаме и кои ги видовме во апликациите. Мене ми е криво што вие како родители мешате многу баби и жаби. Оставете ги децата сами да се изборат. Кој што ние одевме сами на школа, а сега ги носите со кола. Кој што сега алудирате моева да добијат награда, твоето да добијат награда, од комшите да добијат награда, не боите. Оставите ги сами си направи успех, сами ќе закнижија наградата, верувате. Со тоа некако како да имате некоја недоверба во комисијата. Комисијата е составена од професионалци. Само јас сум професионалец во таа комисија. Сите други се професори и спортски работници. Кажав 24 апликации, сите како што треби да биде. И сето ова нема да е без човекот кој го носи дресот број 1 во Охрид, господин Кирил Пецаков, кој сега ќе ви се обрати. Почитувани присутни, дами и господа, во денорите кога достигнавме спортската зрелост, кога се радуваме на историската победа на охридските ракоритари, која издигнаа Македонија на пиедесталот на Европскиот куп, организираме уште една голема церемонија посветена на најдобрите спортисти за 2025 година во Охрид. Гордост наша, драги спортисти. Вие многу одамна сте разбрали дека спортот има огромно општествено, здравствено и национално значење. Сте израснале со здрави животни навики, несебично има потакно вложувајќи во својот дух и тело на спортските терени, за името на нашата света Македонија да биде испишано во најпознатите светски спортски алманаси. И може би од вас треба сите ние да научиме дека само со достоинство, сложност, ведар дух и чиста мисла може да се дојде до колективен напредок и волен успех. Зашто кој мисли само на лична резултација и докажување, верувајте нема да успе. Способноста да се победи самиот себе си е без сомнеш најзначајната од сите нешта кои спортот ги нуди. Ценете присутни. Карл Луис одама рекол: кога ќе почувствувам дека можам да бидам број 1, нема намера да се задржува повеќе на истото место. А јас одамна знам дека во Охрид се крие голем спортски потенцијал, охријани се одлични и вредни спортисти, наши најдобри амбасадори во светот. Како одговорна локална власт во рамки на можностите, максимално се вложуваме и како никогаш досега субвенционираме и поддржуваме спортисти, спортски настани и исклучувања. Се што се може, а е во наша надлежност за спортот и спортските активности реализирани, меѓу новините и до едукација за спортските тренери. Само за годинава од општинскиот буџет за спорт и рекреација се предвидени близу 1.200.000 евро. Почитувањи, јас знам дека секој оној кој вистински го сака спортот, како вода и леп како воздухот, што го дише,
може да биде спортист. А тоа го гледам кај вас вечерва спортски асови, најдобри меѓу најдобри. Вечерва се поклонуваме пред успесите на спортистите кои покажаа одлични резултати во повеќе спортски дисциплини и категории, теквондо, ракомет, пливање. Тука се и спортските надежи во индивидуални и колективни спортови, спортските легенди и секако спортските здружени. Ви благодарам за секоја ваша несебична жртва, за секој ваш успех што ни го предадовте како наша огромна гордост. Бидете ми здрави и живи, нижете успеши, а ние секогаш ќе стоиме за вашите плеки. Гордост те ни и благодарност. Уште гледачани, ви благодарам, што цареве на Советот, добре дојавте на оваа манифестација. Сега ќе замолам еден од членовите на комисијата, господин Маријан Лушарески, да нам се приклучува, билејќи ќе почнеме ги делиме на крајите, да си убрзаме, да не ви е досадно. Тој е најкото од денешните машки добитници. Уште немат подпис во пасошот, им провери. Ако ги го повараш на телефон, дали доволим од Велгоштие, а тренират во Лесковец. Актуелен државен првак, 5 пати златен, еднушка сребрен, 2 пати бронзен, со 2 пехари за најдобар поединец во форми и борби. Кадет од 12 до 13 години, ме излажа дека мајка му се викат Марица, та се викат Надица. Може да јас така слушам. Опринска спортска надеж во индивидуален спорт марш. Кристијан Шибаковски, теквондо, во теквондоскиот клас и така бије. Шарески биди тука. Одиме со втората награда. На 2 март 2010 година мајка ја донесе на овој свет. Татко и ваде си рече опалато, хелнерка и пица мајстор. Готово. Таја стана репрезентативка на Македонија во категорија U15 со учество на Европско, Балканско, Ахилеа интернационално првенство и безброј други турнири. На државните првенства не знае што е 4-то место. Нема бидено да се е 4-то место, затоа што од сите награди и се 1-во, 2-ро или 3-то место. Јас, кога гледате едно нејзино видео, реков ова е зверче. И годинава да ви кажам, прогнозираме голем успех за следното доделување. Охридска спортска надеж во индивидуален спорт жени. Теја Донева, борење, борешки клуб Аркеров. Wow. Душајши обладам, некој има на шпортел ке заобикаме. Ја обојгам председателот на комисијата, професор Очек Пецо Георгиевски, да ви додели следните две награди. Следната награда оди вака. Роден 2011 година, на само 5 години покажува отличен талент за фудбал. Со тој талент, работа, дисциплина и лидерство, на неговата лева рака се појавува капитенска трака. И то во македонската фудбалска репрезентација за U14. Од 2025 година останува на овој пат со репрезентацијата U15 и повторно капитенската трака е на неговата лева трака.
Со одиграни 14 надпревари, 3 постигнати голови и 7 асистенции. Неговиот талент стигнува до главниот координатор на фудбалскиот клуб Црвена звезда, господинот Владимир Цветичари, и ја добива поканата за пробен престој и тренинзи со неговите врсници во Белград за можен трансфер ова лето во некогашниот европски шампион Црвена звезда. Мајка му е супер, тапко му е фаца. Тапко му е фаца. А тој е Охридска спортска надеж во колективен спорт. Давор Таневски фудбал. Имаме на слика. Следната награда вели вака. Како најдобар стрелец на Final Four турнирот и освојувач на шампионската пионерска титула за 2025 година со неговите соиграчи под водство на тренерот Наум Бабачев. Тој што само 15 години, висок, убав, личен, некогаш мекам подисправи се малце, зашто е многу висок, е веќе член на сениорскиот тим и запиша учество и гол во ЕХФ Пебровскиот куп во ракомет. Ова е доказ дека Охрид има иднина, Охридска спортска належ во колективен спорт, Илија Трајчевски ракомет од Ракометниот Охрид. Благодарам. И го повикам на сцената членот на комисијата Ставре Стевчо да ги додели другите следните две награди и додека го очекуваме Стевчо, јас кажам вака. Во категоријата кадети, со женскиот ракометен клуб Стружанка од Струга е вице-шампион на Македонија, учесник на Европскиот младински олимписки фестивал 2025 година и репрезентативка на Македонија до 17 години на Европско првенство и лично, верувајте, ги познава ракометните легенди Катарина Булатовиќ, Барбара Аренхарт и Андреа Ликич. Спортист од Охрид, кој настапува во клуб надвор од територијата на општина Охрид во колективен спорт. Марија Доновска, ракометен голман, од женскиот ракометен клуб Струганка.
клуб Охрид, начело со тренерот господинот Борис Кроевич, најави нов проект во иднината на Охридскиот ракомет. Баш тој проект и баш во тој проект прв пристигна и тоа го направи без никакво двоумење, а дојде од најсилната ракометна лига с Бундеслигата. Дојде од екипата на Хановер Охрид, го носи бројот 2 и досега има постигнати 49 голови, а играч што многу асистенции. Како лидер ќе го води Охрид во четвртфиналето против Олимпијакос за испишување на нова страница на Охридскиот ракови. Тој е спортист кој не е охридјанец, а настапува за екипа од Охрид. Тимен Стрмљан, ракомет, градски ракометен клуб Охрид. Клубот во кој настапува средниот добитник во апликацијата, во оние 24 апликации до комисијата, има наведено и тоа ќе цитирам: сметаме дека целосно ги исполнува критериумите и заслужува да биде избрана за спортист со најдобар остварен резултат во водените спортови. Искрено да ви кажам дека ако сметале со Дигитронот, ич не сгрешиле и ние со нашиот комисискиот израчунавме и ич не сгрешивме, испадна дека со толку многу награди заслужено е спортист со најдобар остварен резултат во водените спортови, Анастасија Цветановска Пивач, Пивачки клуб, Атлас клуб Охрид. Стаковски, председател на Советот господин Петчо Божиовски, го повикам да и додели следните награди. Овој спортист е човек кој го донесе теквондо ИТФ во Охрид, во Македонија, и тоа далечната 1992 година, формирајќи го клубот Мастер О Охрид. Тој клуб до ден денес постигнува брни резултати и негов ученик е Маријанчо Лазаревски, кој во 1996 година ја донесе првата златна титула во Македонија. Денес овој човек е почестен член на Македонската традиционална теквондо федерација, национален селектор, тренер и, прво да ви кажам, многу племенит, мирен и многу добар човек. Тренер на годината од теквондо клубот Мастер Охрид, Саша Поповски. Билјади 25 година е година која ќе ја паметат како година кога Охрид за прв пат добива титула во пионерска категорија заедно со тренерот Наум Бабачев со генерацијата 2010 и помлади играчи. Го освојува Стршкиот ракометен турнир, го освојува турнирот Крстијан Доноски. Им диши во рад на Вардар и Пелиска. Ја освојува полека Европа преку ЕТЕК, Европскиот куп, каде го очекува четвртфинале против грчки Олимпијакос. Приказната на Борис Роевич оди во вистинска насока. Така, оваа награда заслужено ја добива спортска екипа на годината, градски раковетен клуб Охрид. Следните неколку награди сакам да ги додели градоначалникот.
Кратки најави за овие награди, бидејќи не треба што да се најава за нив. Признание, јубилеј 25 години Илинденска кајак кано регата Охрид, на кајак кано клубот Стрмец од Охрид. Јубилејот од 2024 година. Одиме понатакам, уште еден јубилеј, уште едно признание. Боди минаваш да бъде овикетен кој ме велбости. Шо на турниров фудбал. 20 години турнир во мал фудбал Велошти. Добра придобијата да Најста награда вечерва е признание, исто така, јубилеј и то голем. 40 години постојање клуб за подводни дејности Охрид. и ако мислите дека све е во младите грешите. Ова награда исто така признание за постигнат успех во спортот во 2025 година. Се доделува за севкупен победник во машка и женска конкуренција на државните пензионерски спортски игри 2025. Дружение на пензионерите на општините Тебарца и Охрид. Апсолутни светлични победници во сите титли. Со бенефициран стаж сави. Така е. Во 1949 година во тогашниот песплачки клуб Југ се зачленува како 14 годишно момче. Тоа момче со голем талент почнува со големи успеси. Со своите другари по класата четверец со Корбилар, неколку пати станува државен првак на републичко ниво. Во 1968 година тој е првиот сојузен судија од Македонија во тогашна Југославија. Спортски работник кој бил председател на веслачкиот клуб, председател на Сојузот за физичка култура Совка. Сега ја има титулата почесен председател на Веслачката федерација на Македонија. Љубовта кон веслањето ја заокружува со издавање на книгата Ловните објекти и веслањето низ историјата на Охридското езеро во 2023 година. Но и во својата 9-та деценија од животот. Се уште работи, помага и е неуморен погорник за разбор на водените спортови. И вели, ќе продолжам дур можам. Охридска спортска легенда за посебни заслуги во спортот. Здравко Тупаре, веслање. Ajde. Ja. Apple. Drži se. Закончи козачи. Актуелен државен првак
на врвинат преварување наставува само во една дисциплина, а тоа е експаринг борби. Единствен кој во една година настатил на европско и светско првенство, единствен кој во една година настатил на европски и светски куп, на Македонија донесе бронза на европското првенство, бронза од светскиот куп со 3 златни, 1 сребрен и 2 бронзени отличња. Тој е актуелниот теквондо ИТФ државен првак. И годинава е добива наградата Скрепична година. Владимир Димитриевич, теквондо од теквондо клубот Мастер Окрит. И сигурно сега веќе знаете колку е неговиот тренер со тренер на годината. Така браво. По обичај, добитникот се опрешу. Почитувам градачалник, комисија присутни. Воле да чести поведение се добит наградата за спортист на годината. Мало признание за мене представува папар дека чудопис денеса се којашно овие начин да бидат миле. Благодарност за новите тренери и спарни партнери, а не напака скатеност, подршка или имната веба во мене. Ние се колебуваме турка да бидем подобар и посилен, не бъдем да докарам за моето семејство, кој секојаш покрај мене, кој секојаш покрај мене во ковајите и во предизвиците. Без нив, без нивна поддршка ништо ова немаше биде оддадено. Оваа награда за мене не е крајна цел, туку допълнителна мотивација за уште поголеми успеси во иднина и достојно представување на нашиот театар и нашата држава на меѓународна сцена. Во името на сите добитници, благодарам. Кратко, јасно, брзо да сите стигнете Лига шампиони на лигата. Сите добитници ги повикаме за една групна фотографија, заедно со градоначалникот и членовите на комисијата, а веднаш потоа ќе поканиве во малата сала на општина Огрин на еден домомен посебен коктел. И благодарам на сите и ви сакувам нови успешни, богати родители, пријатели и славна да се спортни работници.